Месецов носи повисок минималец. Законски утврдената методологија предвидува дека во април за март би се исплатила повисока плата за околу 1800 денари, што значи дека платата би изнесувала нешто на 24.000 денари. Сепак, синдикатите бараат минималецот да се зголеми повеќе од она што е утврдено со закон. На маса е ставен предлогот за минимална плата од 500 евра, за што се преговара со работодавачите. Владата кажа дека ќе го почитува она што ќе го договорат работодавачите и синдикатите, но пробив се уште нема. Пари имаат работодавачите, не сакаат да ги дадат. Апелираме ние при сите разговори со нив, мора да дадат пари, бидејќи квалитетните работници во Македонија веќе не остануваат за таа сума на пари. И на крај ќе се сведеме, ние не можеме да се договориме, по она што го слушаме секојдневно по медиумите, владата ќе биде приморана законски да ја зголеми минималната плата, тоа е, верувајте, минимална само колку доаѓа 1900 плюс 2000. Се надам можеби нема до тоа да дојде, меѓутоа сите патишта водат кон тоа дека доколку ние не се договориме, владата ќе биде приморана. Останува отворен и предлогот за разликата од она што го предлагаат синдикатите до она што го налага законот, односно за 6000 денари, работодавачите да бидат ослободени од придонеси, односно да бидат субвенционирани 12 месеци. Дали ваквата опција е прифатлива за владата е отворено. Она што е јасно е дека деталите ќе треба да ги утврдува економско-социјалниот совет, но откако ќе се утврди репрезентативноста на синдикатот која во моментов е истечена. Премиерот Мицкоски посочи дека владата ќе ја формира многу скоро комисијата за утврдување на репрезентативноста, а дека висината на минималецот може да биде утврдена во текот на месецов, бидејќи исплатата на мартовската плата е во април. Што се однесува до минималната плата, партнер не се само синдикатите, туку се и работодавачите, и ние како влада сме во тој процес да фасилитираме. Доколку сето тоа заврши со договор помеѓу едните и другите, тогаш ние немаме тука никаква дилема. Опозицијата пак критикува дека владата не се грижала за работниците и нивниот стандард. Најавуваат законска иницијатива за минималец од 500 евра. Во наредниот период Социјалдемократскиот сојуз на Македонија ќе продолжи со политиките кои што се поддршка на граѓаните, поддршка на животниот стандард на граѓаните и ќе поднесе законско решение за покачување на минималната плата на 500 евра. Инаку, од Конфедерацијата на синдикални организации на Македонија денеска на пресконференцијата побараа од владата и од Министерството за енергетика да преземат мерки за да се реши проблемот со високите сметки за струја, за кои се жалат граѓаните, и побараа да се стави ред во читањето на брилата.